се вклучуваат, би барал од вас дозвола дали може ова да оди и на Facebook. Зборувам за Благо и Жаклина. Да оди во живо на Facebook или на YouTube. Па мислам дека нема да смета. Не, поред. Не. На Facebook Горет. или на YouTube. И тамо, целта не е промоција. Не може да изберам само едно. Facebook е тогаш подобро. Во ред, еве само да го поставам и продолжуваме. Готово. Може и сами да проверите за дали кај вас се покажува. И би продолжил понатаму. Значи, како председател на Сдруженијето за бизнис и консултанти креација, веќе поминавме 2 проекти и она што беше искуство во реализацијата на тие проекти, би сакал да го проширам и споделам со областа земјоделие, посебно во делот на индивидуални земјоделци. И затоа првото прашање на кое што ќе сакам да одговорам е како да се префрли или што да се префрли од работењето на интернет. Второ, како тоа да се направи, со кои алатки и како тоа да биде што е можно поедноставно и ефтино. И трето, дали има поддршка за оние што ќе сакаат да го одат овој процес, расположива во Македонија од дел на финансии или во дел на експертска помош. Тие се трите клучни прашања што сакам да ги има прашање, не знам што значи раката, ќе ми дозволите. Дали овие што дигнаа рака сакат нешто да кажат? Миран и Сладжана? Очигледно не. Не. Ме Добро, слушаш? затоа што имаше крената рака, извинете. Да, само те поздравив пред 15 минути. Фала ви многу на поздравите, ве поздравувам и јас сите. И со добар дел од вас сме имале одлична соработка, се надевам дека така ќе биде и сега. Значи, почетокот е што може да се префрли како бизнис на интернет работење. Она што би можел јас да го кажам е почнете од крајот. А што е крајот на секој бизнис? Крајот е да продадете. И затоа, она што јас го препорачувам на сите е да почнат со осмислување на прво на продажно место, каде што оние со кои што комуницирате, оние кои што се заинтересирани за вашите производи, ќе имат каде да изберат и да купат нешто од вас. И затоа, во размислувањето од каде да се почне и што да се прави, првиот мој совет е дека може да го префрлите на интернет она што сега го работите. Примерно, на кој начин сега купувате, на кој начин произведувате и соработувате со кооперантите или оние што ве поддржуваат и на крај, на кој начин сега ги продавате вашите
земјоделски производ. Затоа што многу е полесно кога знаете на кој начин функционирате вообичаено, дел од тие работи да се префрлат и онлайн. Мојата препорака е да секогаш се постави некоја конкретна цел. Секој од вас си поставува цел, примерно, да оваа година произведам толку и толку. И во тој дел, се што правиме, има за цел да се оствари тој план. Така и во работењето на интернет. Изберете колку посто или колкав дел од вашата комуникација и вашата продажба би одела преку интернет. Тоа значи дека ако сега продавате 100, макар 15 или 20 од тоа да оди преку интернет и со кое темпо тој обем да го зголемувате. Заради тоа што многу полесно е да се оствари помала цел отколку да се оствари поголема цел. И второ, многу е полесно тоа што сега го работите да го прилагодите да биде на онлайн комуникација. Примерно, и сега набавувате, и сега комуницирате на телефон, и сега нудите ваши производи, според тоа, истото тоа може да се прави и на интернет, само што во овој случај ќе ви треба и некои дополнителни алатки за тоа да го направите. Првата работа на која што сакам да укажам е колку и како користите досега интернет. И затоа подготвив еден дали е решен проблемот за звукот или не. Јас те слушам одлично. Добро. Да, те слушам, а имаше од Димитри дека не слуша добро. Дали сега се промени нешто? Техничко прашање Ристо чими се прекина. Кога ќе може прашање да поставуваме? Во секое време. Во секое време, во ред. Само да биде напишено. Значи сега сакав да тргнеме околу тој технички дел. Првото доле имате чат сите и може да пишувате, но истовремено имате Q&A или прашање и одговори. Може да изберете или едното или другото, најдобро е прашањата да бидат поставени во ова Q&A. Сега до сите вас би сакал да пуштам една анкета. Дали гледате? Да. Гледа, да. Би ве замолил да изберете дали сега користите имейл, Facebook, веб страна, LinkedIn, Twitter, YouTube канал, Instagram и Google Analytics. Тоа што е листано овде, се што користите, штиклирајте го и поднесете да видиме како стоиме сега со користењето на... Кај мене не е можно да се штиклира. Затоа што си панелист. Во ред. Да. Ако сакаш да те вратам да не бидеш, ама нема да гледаш други работи. Ај сега пробајте. Дали може сега, Благоја? Не, кај мене не. Не е проблем, дали другите можете прашањето. Добро. Дали, предпоставам сите завршија, има уште четворица што не сака да се изјаснат, али што е интересно, еве, уште 2 секунди за да ви го покажам резултатот од гласањето. Има и пораки. Значи, во рете можат сите да гласат. До кај стигнавме, другите не се осудуваат да гласат или не можат во ред. Еве го завршуваме. Дали го гледате резултатот? 100% од вас имат Facebook профил. Имейл 75%, веб страна не сите, LinkedIn не се користи, Twitter скоро никој, YouTube исто,
така, меѓутоа најмногу би можело да се каже дека сите сме лоцирани на Facebook, имейл и Instagram. Тогаш таму ќе треба да ги барате вашите идни купувачи. Она што би сакал следно да ве прашам, дали некој од вас досега има купено нешто на интернет? Еве уште една можност да видиме кој колку троши пари на интернет. Овде е прашање дали досега сте купиле производ или услуга преку интернет. Интересно. Сите го имаме тоа искуство да купуваме на интернет. Видовте 86%, само двајца уште не се осудиле да потрошат пари преку интернет. Ова покажува дека веќе добар дел од работите ги работиме на интернет, прашањето само дали тоа го користиме за сопствен бизнес. Верувам да, бидејќи секоја комуникација и секоја познанство може да води до продажба на вашите производи. Следното прашање, што сакав да ви го покажаме, а интересно за интернет работење, што сега кога користиме телефон или директна средба, кога ќе одиме кај некој, знаеме дали е во канцеларија, кога ќе му се јавиме на некој, знаеме дали дали ни одговорил на телефон или не, и тука ни е некако појасна комуникацијата и позатворена целиот циклус. Но прашањето е, кога комуницираме по имейл или преку Facebook пораки, не знаеме дали другиот ја примил пораката. Тоа прашање исто така е решено преку Google, што овозможува да следите дали некој ја отворил вашата порака или не. За да имате повеќе информации за тоа што ви зборувам или реалност, еве ќе ви покажам на конкретниот случај. 25 лица се пријавија да учествуваат на вебинарите и на сите им беше пратен имейл. Но само 15 ја отвориле пораката. Тоа кажува дека не сите обрнуваат внимание на имейл пораките. Другите мораше да бидат повикувани по телефон или подсетувани по телефон дека се пријавиле за денешнава обука. Оваа алатка ја нуди Google преку Cloud HQ. Меѓутоа, многу е важно дека ова може да го користат само оние кои имаат Gmail адреса. Следното прашање што го нуди Gmail за добро да се организирате на во вашето работење е да го намалите, да кажам, пишувањето и планирањето, доколку сега тоа го правите, планирањето на дневен, неделен и месечен распоред. Поедноставно, многу лесно се овозможува пораките што ги добивате да бидат со закаснување уште 20 ги прочитале пораките, можеби заради вебинарот, баш ми мило, а да сите тие пораки бидат пренесени во задачи, а од задачи во календар. Со еден збор, она што го комуницирате преку имейл, веднаш да го забележите дали треба да реагирате на него или не, и на крај, доколку е важно да ви биде покажено во самиот календар. Како пример, ви го покажувам ова. Сметав дека е добро да се укаже на ова, затоа што мене лично ми помогнал многу да многу поефикасно и побрзо ја организирам комуникацијата и да го планирам денот и времето на работењето. Сето ова директно завршува во календарот. Втората работа што сакав да ви кажам, дека нема да се задржувам премногу на објаснување на овие алатки, затоа што
би ви препорачал, постои на веб страната на Креација два прирачника за сето она што сега ќе го поминеме на обуката, да можете да прочитате, бидејќи некој повеќе сака кој ќе прочити како инструкција, и сите овие алатки и плюс од овие се веќе презентирани во тие прирачници. Посебно како подобро да се користи Google акаунт, како да се интегрира работењето и плюс тоа го има и оној дел што ќе следи на вториот и третиот вебинар, а тоа е како да ги организирате многу поедноставно вашите пишани и видео пораки во однос на вас, производите или организацијата. Сега би сакал сите да ве ставам да може да зборувате, доколку имате некое прашање или некој коментар, да можете слободно тоа да го направите, да не бидат некои привилегирани, а некои не. Мислам дека скоро сите сме тука. Дали некој заборавив? Galaxy не има вклучено сега. Јас на кратко, ако ми дозволиш, Ристо, сакам Секако, малку едно брате, мое... секако. Значи, ние во рамки на проектот посетивме 11 општини и разговаравме со дел од земјоделците. Идејата ни беше да ја продадеме идејата, да се размислува или да почнат земјоделците да размислуваат на оваа тема. Јас имам две дилеми. Значи, едната е што значи тоа е продавница, од аспект на техника и од аспект на законска обврска, даноци, плаќање на такси и слично. Дали ме разбираш? Да. Значи, сите имаме ние некое искуство. Еве, јас сум пчелар, нели? Нормално, досега X работи, репроматеријали си имам купено преку интернет. Меѓутоа, идејата е да им се објасни на луѓето што значи тоа е едно ниво повеќе у дело на креирање на е-продавница. Прво, што значи тоа од аспект на трошоци? Што значи тоа од аспект на управа за јавни приходи? Да. Може ли прашање по прашање? Благоја. Многу ти се добри прашањето, меѓутоа да се префрлиме на онлайн работење, тоа што е различно од колку сме сите заедно. Значи, прво едното прашање, па второто, па третото. Може? Во ред, се извинувам. Првото прашање беше поврзано со трошоците на продавницата. И двата проекти се дизајнирани така да има трошок само, пазете, само ако се случи продажба. Или тоа е заедно банкарска провизија и провизија за продажното место, вкупно се 10%. Али само ако продадете. Ако не продадете, не. Втората работа, секој добива документ, фактура, ќе ви го покажам тоа малку покасно, да го видите како функционира, за тоа што се случило како продажба и доколку се случи продажбата, штом биде производот испорачан, му се префрлаат на трансакцијска сметка на лицето. Трансакцијска сметка значи дека минимум 10% персонален данок ќе биде платен. Со еден збор, трошокот нема никакви проблеми во однос на управа за јавни приходи. Зошто? Затоа што она што минимално треба да се плати, а тоа е персоналниот данок, ќе биде платен со префрлање на средствата на земјоделецот. Тоа беше второто прашање. Имаше уште едно трето. Благоја? Во ред, после ќе се приклучам на дискусијата, во ред. Благоја даде добар вовед. Значи, прво беше една кратка алатка да се посветите малку на организирањето на работењето преку имейл. Следната работа е да ви ги презентирам двете платформи и тоа што нудат за вас во однос на купувачите и што нудат за вас во однос на менаџирање на вашиот бизнис. Првата платформа е за занаетчиски производи и тука исклучиво се фокусирани на
на ракотворби и оние што се бават со уметност или така натаму, пошто сега има нов дизајн. Секој еден гледате има тука своја продавница во која што кога ќе се влезе во неа, ќе може да се види целата понуда на производи што има. Класична продавница, само што е виртуелна, а не е во објект. Она што се нуди за микро, малите и за индивидуалните земјоделци е ова Be Digitalize, во кој што се обидуваме малку да излеземе во пресрет на прашањата што ги обезбеди, што ги постави Благоја, а тоа е да не мора да се плаќа директно со картичка, туку тоа може да биде преку банка или по испораката на производ. Во овој Craft Art for You плаќањето е директно со картичка, бидејќи ова е многу повеќе наменето за работа со странство, а ова е малку почетни чекори, микро, малите предпријатија и земјоделците да можат да навлегуваат во продажба на своите производи преку интернет. Што се нуди овде? Поделба во 4 големи категории и исто така на истиот начин се нудат отварање на продавници во кој што ќе може да се подели, односно да се прикажат производите и услугите што се нудат. Еве овде се тие два прирачника што ви ги кажав за онлайн брендирање и за водење на социјални кампањи на Facebook. Со изборот на производот, класично сите имате искуства, рековте сите сте купиле 86%. На крај, кога ќе треба да се изврши целата нарачка, овде може да изберете плаќање на ваша банкарска сметка или cash on delivery, тоа значи кога ќе му биде испорачено било по пошта или преку овие нови доставувачи што ги имаме, еве како што се Делко, Карго, ги има повеќе во Македонија и кој што на ефтин начин ја завршува целата работа. Како може некој да биде корисник на платформата? Вие изгледа ништо не гледате, јас изборам, ништо не гледате. Ништо. Ај ќе се повторам се, што да ви кажам. Еве, кажуваат овде, Филип напишал, не гледам, ама би требало да обрнувам внимание малку на тој дел, затоа ги замолив Благоја и Жаклина, бидејќи јас немам пристап до тој дел кога покажувам на интернет. Повтор пат би кажал, еве, само да имате представа, ова е првиот дел во кој што имате можност да си ги правите производите според категорија на производ, зборувам пред се за нечиите, а втората работа е да имате малку време, значи да имате своја продавница во која што буквално ќе изложите се што би сакале да го нудите и продавате преку интернет. Еве, цела колекција на производи, има повеќе од 10, има и втора страна. Второто што го прикажав е Be Digitalize, малку ми сметат овие. Ова е другата страна што ја спомнав за микро и мали предпријатија, во кој што сега во овој дел имаме други категории на
производи храна и пијалоци, мебел и апарати, туризам, градежништво и енергија, услуги и совети, со тоа што повторно овде имаме стор листа или тоа значи електронска продавница, како на пример кога некој ќе дојде во City Mall или во Рамстор или во градски трговски центар, на едно место може да види повеќе продавници, така. И исто така секоја продавница може да внатре стави она што би сакала да го нуди. Чека да видам, мислам дека имаме и од Жаки продавница. Да. Од Кочани има веќе 2. Во секој случај, тоа е понуда бесплатно да секој и вежба, но истовремено да постигне некој резултат. Следното прашање е што треба да се направи за да се има ваква продавница. Она што, еве, Жаки, не можеш да те најдам во следна прилика, извини. Она што треба да се направи е овде да се кликне да се регистрираш и во овој дел, пазете, не customer, не купувач, туку vendor. Ако сакате, да, значи продавач, ги пополнувате податоците и кликате регистр. Она што го сакав од вас е да пробате. Ако не сте во состојба или не запамтивте која беше веб страната, јас ја би ја пуштил директно ако може. Ако сакате, на чат. Сите имате пристап до чат. Еве, доле и директно со кликање ќе ве однесе на продавницата. Имате 5 минути, знам дека ќе сакате да го пробате ова, пред да поминам на оној дел што ќе се случува ако имате продавница. Така, што добивате со тоа? Со тоа што би направил овде исто така една мала пауза и да ве прашам дали ова е интересно за вас. Нема, што нема? Нема веб. Извини, нема линк. Ама како нема? Be Digitalized, не го гледате? Be Digitalized. На чат нема ништо. Ау, Има. Има, ама добро ве разбирам, знам што е проблемот. Ке ми извините. Така е, во право сте, го немате. Еве сега. Така, само до панелистите. Панелистите. Да. Дали сега е окей? Да, во ред. Одлично. Не ми одговоривте дали досега е во ред ова што го зборуваме. Дали е интересно за вас? Да, во ред. Фала многу. Фала ти, Гоце, на одговорот. Галери, не знам кој е, фала ти, Галери, сигурно телефоне. Се извинам, Галакси. За да може да имате повеќе прегледно, се ви кажав овде кај регистер, избирате вендор, го праќате тоа. Уште минутка, мислам дека е доволно за да можеме сите да го искористиме правото да отвориме продавница. Може ли само некој да ми каже дали завршил?
Никој. Ристо има прашање од Да, кажи ми, чека да видам каде е. ајде во чат. Не гледам каде. Може да го Мислам прочиташ. дека еден од колегите прашуваше дали може нешто да се проба. Па сега да пробате директно, одма пишете. Внесете ги вашите податоци. Затоа ви го дадов линкот. Жаке? Дај од твој телефон. Значи, пасворд. Дали е? Би ве замолила да веднаш пробате. Пробам. Неќе да не регистрирам. Зашто не ке? Што ви кажува? Кажете, зборете, зашто сте срамежливи. После внесувањето на емейл адресата, пасвордот и кликнуваме на логирање и не дозволува. Ама многу се брзате, па вие чекате малку. Што така? Се брзате. Сакате одма, така? Да. Тоа би сакала да ве потсетам на една наша поговорка. Ја знаете, нели? А поврзана е со земјоделие. Вели, не може бодни прчка пие вино. Или може во земјоделие, така? И така и во овој дел во дигиталните вештини. Би требало да одиме чекор по чекор, затоа што сепак треба време. Направено е да сепак знаеме дали тој што се регистрирал на вистина е тој. И затоа ќе добиете на имейл, ќе добиете да верификувате дека сте вие тоа. Оставивте имейл сите и одете да проверите во имейлот. Во ред на минута-две. Дали добивте имейл? Јас не. Добро. Вака, само што ме извести администраторот дека нешто подесува во системот, затоа почекајте, за 1 сат ќе го добиете тоа. Во ред? Важно сега, она што сакам да ви го покажам е следното. Што се случува кога веќе сте се регистрирале, така? Ама кучите да гледаме. Знам, ама прво да влезам, ако може, само една секунда да влезам во системот. Значи, еве сега ќе го префалам тој дел. Системот покажува кој се е регистриран. Добро, не овој дел сега за ова продажба што се случила нарачки. Во делот на users, доколку сте се регистрирале, ќе го покаже тоа сега. Значи, сите што имат своја продавница се администрираат од едно место со цел челни производи од зрнавци, Благој Данев, Фарма Надеж. Значи, сите вие сте регистрирани, можеби и излегувате веќе на профилот. Вратете се таму кај што се регистриравте и видете дали ви има.
ако не, тога заедно ќе го направиме тоа. И може веднаш да видиме колку се веќе регистрирани. Мислам во овој семинар. Значи, еве ги се од ова што гледате, се од учесниците. 7 луѓе веќе, некој 2 пати, не е 2 пати. 7 луѓе веќе имаат продавници. И сега, прашањето е, што да правиме за да ја уредиме, така? Сите овие за 1 сат ќе добиете повратно како да продолжите со верификацијата и да можете понатаму да постапувате. Она што би сакал да ви укажам е дека за да не памтите се што збориме, направено е на едно место да ги има кратките инструкции за тоа како да си го повторите тоа што сте го слушале. Посебно за делот за отварање на продавница, гледате така? Се надевам дека се е окей. Да, сега. Се гледа? Facebook. Да. Во Facebook страна. Точно, да. Па тука се видеата кои што ќе ви требат ако сакате да потрошите 6 сат време за да ја уредите на начин како што се другите продавници. Овде има видеа на страната Bit Digitalize, во кој што се прикажани, има 2 видеа пократки. Има и долга верзија, меѓутоа 2 пократки. Едната е како да си направите слика за e-продавницата. Едноставно, тоа е со алат, така наречен Canva.com, и за оние што сакат повеќе да се вклучат во ова, им го препорачувам, затоа што многу едноставно е, ако го гледат видеото, во 4 чекори ќе си направат слики какви што сакаат, за да ги стават на виртуелната продавница. Еве го, тоа е canva.com и на ова видео што сега ви го презентирав, значи како дизајн на слики за e-продавница, во 4 минути видеото покажува како да си ја направите продавница. А второто, дизајн на понуда на производи, тоа би значило да одлучите кои производи ќе ги ставите и како да излезат надвор. Се надевам дека не би бил проблем со слики, затоа што секој апарат може да направи солидна, мислам, секој мобилен апарат може да направи солидна слика за да ја прикачите на на веб продавницата. Јас немам за сега слики, но би ви го покажал тоа во неколку едноставни чекори. Во овој дел, бидејќи знаеме дека секој еден не би можел баш така да биде брз во работењето, обезбедивме и така да кажам стручна поддршка на тие што би сакале да продолжат и да изградат дел од својот бизнис на интернет. Клучно е дека со неколку едноставни чекори се стават слики на профилот, се става лого на профилот, но во тој дел, за да не ве премногу мачам, има на располагање администратор. Она што повеќе би било потребно кај вас е да ги правите, да ги средите вашите производи. Има само неколку работи. Прво, да кажете што е брендот. Гледате овде опишано. Христо Иванов, пак не ги гледаме, уклучени ги. Абе, многу касните, бе. Многу касните, многу зборам. Се враќам назад сега. Значи, она што е поважно е да си ги ставите производите. Што тоа значи?
Овде е текстот и би укажал на една можност, а тоа е да исто така, ако сакате, може да ги упатувате да одат на вашата веб страна, ако имате веб страна, на Facebook профил, ако имате Facebook профил, или на други места каде што повеќе би можело да комуницирате. Или може да ставите овде вашата имейл адреса за да они ви праќат порака. Единствено е важно да го потемните текстот, да кликнете овде да го внесете и после да го тоа деклирате. Бидејќи се работи веќе за постојна продавница, не би многу околу тоа навлегувал. Следното прашање е да утврдите цена, колку кошта, со тоа што може да дајте попуст, ако сакате да дајте попуст, и тогаш ќе излегува дека нудите, ќе биде кај вашиот имейл ставен производот и тука само кратко би можело да кажете за што се работи. Овде, бидејќи вели краток опис, многу кратко, тоа е тоа што ќе привлече внимание за да го купи и доколку сакате да ве контактираат, а не директно да купуваат, овде би дале некој линк каде тоа да го направат. И последните два чекори се да ставите слика на производот, една, не би ја менувал сега, со кликањето ќе ви покаже, за да имате представа како тоа се случува, на вистина едноставно, затоа што еве вака, и сега од слика што ќе си ја земете од вашиот компјутер, ќе ја селектирате и само со кликање ќе се прикаже овде. За крај добиете слика која што би ја прикачили. Само со кликање и ќе се додаде на галеријата. На крај, малку ќе почекате да ви го одобриме производот, затоа што пред да биде објавен, треба да има од администраторот проверка, за да може да биде видлив на вашата продавница. И еве сега може да се види целосно уреден, каде што има 50% попуст. Сето ова ви го прикажав за сите оние што отворија продавници, како да ги направат тие два чекори, а ќе бидеме во тек, бидејќи утре имаме уште една обука и следната сабота уште една, и се надевам во овој период тие што се одлучија и отворија продавница ќе можат да ја доуредат на начин како што сакаат. Но овде би укажал на едно... Значи, точно не сте добили уште порака, ви кажав зошто. Ќе ја добиете без никаков проблем. Само што ви кажувам дека администраторот само што ми пише на Вибер, дека треба да се апдейтира нешто. Океј? И сега би сакал да укажам на еден момент. Дали во тоа што го работевте сега, било производство на мед, не знам, секој што се бави, еве Сузана ја знам со органски граф, дали сте учеле или веднаш сте го почнале да го работите тоа што го работите? Дали има некој што, например, не му требало уопште да научи ништо ново за тоа што сега го работи? Дури и да знаел да прави мед, за да дојде до сегашниот производ, дали учел нешто? Мислам дека таков нема, така? Таков нема. Сите мораме да научиме како нешто да работи. Што е клучното во учењето? Во учењето воопшто не е проблем дали има информација да научам нешто. Во учењето е проблем дали ќе посветам време за учење. Само толку. И она што јас го советувам од моје искуство, без разлика колку мислите дека не знаете за ова, без разлика колку мислите дека не е ова за вас, можам со гаранција да ви го кажам следно. Ако во текот на една недела од 7 дена посветите 3 сати неделно, ама за таа работа, да учите, да пробате, да ја средувате вашата продавница,
ви гарантирам дека за 3 месеци ќе бидете виртуози, барем во овој дел да презентирате тоа што нудите, да стигнете до тие што им го нудите тоа и да комуницирате за да се случи продажбата. Значи 3 сати неделно. Секој сам да си го распореди тоа. Може да биде недела вечер, мислам во било кое време, и тоа е дел од коучинг програмата во која што барем на вас тоа не треба да ви го кажам, земјоделци сте, ама за микробизнисите многу пати го споменувам дека неделата мора да биде јасно структурирана. Во земјоделието тоа се знае кога што треба се прави, но кога се води бизнис се забораваме некојаш тоа да го направиме. Тоа е првата работа и втората е што јас до сега не знам занимање кој не користи алат за да биде професионалец во работата. Ако е тоа механичар, има клучеви, има дигалки за да поправи кола, така. Земјоделец исто така со раце не може да копа, така, или ако има му се дивам, меѓутоа секоја професија има алат за да ја работи таа професија. И сега прашањето е, ако ова биде ваш бизнис, бидејќи е продавница, некој начин бизнис, платите дека мора и за тоа да развиете алат за да го водите бизнис. Или поедноставно кажано, да ја водите продажбата или да водите размена. Вашите производи да ги претворите во пари. Тоа водење е преку план, преку организирање на време, преку алати, работа на интернет и последното, извештај. Што се случило, врз основа на него да знаете што да правите понатаму повторно, а што да промените за да бидете успешни. Сега, овде би застанал пред да поминем на третиот дел. Дали има прашање во врска со ова? Освен дека не сте добиле имейл. Благодарам Сузана, цело време мора да учиме, така? А кога некој учи, значи издвојува време за да нешто ново свати. И секој учење се знае како. Се повлекуваш, посветуваш време 5 минути, 10, 15. Јас оно што го препорачувам за почеток 3 сати неделно. Тоа ви е како 3 таблети на ден. Ова е 3 пати по 1 сат во текот на неделата, за да бидете здрави за виртуелно работење. Не реагирате ништо. Кажете ми нешто, дали ова добро, не е добро. Вратете ми нешто назад. Јас имам прашање. Сузана, повели. Прво да те поздравам, ти не Добро вечер. Да, добро вечер и голем поздрав до тебе. И сите останати учесници на вебинарот. Јас имам едно прашање, сега не знам, може и е кажано, ама на такво место сум, значи, баш не сум ептен концентрирана. Дали ваквото, нели, со самото тоа што ќе се отворе продавница на платформата, дали се плаќа одржување, дали е тоа одржување месечно или годишно, колку, мислам и во однос на персоналниот данок кој што се спомна претходно од 10% на продаден производ, дали тоа се договара помеѓу оној што продава и тој што купува или задолжително, тоа јас не знам, немам такво искуство, дали задолжително фирмата која што продава го плаќа персоналниот данок. Тоа е едното, а другото дали се плаќа одржувањето на самата продавница која ќе биде веќе на платформа. Фала ти, Сузана, значи јас тоа го објаснив, ама очигледно нешто си имала прекини можеби во линијата. Се работи за следново. Не се плаќа ништо за одржување. Да, не беше добро, да. Се плаќа ако се случи продажбата. Значи, ќе платиш 100.000 евра годишно ако направиш 1 милион. Ако продадеш за 1 милион евра производи, ќе платиш 100.000 евра. Или 10%. Во кој што влегува? Во тоа влегува 2,8%
банкарска провизија заради работа онлайн и остатокот е 7,3% за одржување на продавница, али само ако се случи. Втората работа, персоналецот го плаќа фирмата. Во овој случај тоа е ЗБК Креација, кој што е носител на платформата. А ти добиваш нето, бидејќи ќе видите во вашата виртуелна продавница, ќе треба да ги уфрлите податоците и за вашата банкарска сметка, односно каде би сакале да ви плаќаат. И купувачите и од овој дел кај што е администрирањето. Меѓутоа, ќе повторам уште еднаш, BitDigitalize нуди две дополнителни можности. Да ви платат директно на вас. И второ, да платат кога ќе го примат производот. Во тој случај, ви немате никаква врска со BitDigitalize платформата, туку имате директно со тој што купува од вас. Дали ова беа прашањата? Да. Фала многу. Дали има други прашања? Околу BitDigitalize, за доставката на производот, кој одговара? Вие. Значи, буквално овде е само делот на поврзувањето. Али вие, затоа е важно, кога ќе понудите некој производ, ја затоа не одам се да ви кажам, бидејќи имаме трет дел, кај што ќе биде продажба и брендирање, каде што точно ќе кажете каква е испораката на производ. Дали да дојде да се го земе од кај вас, или вие го испорачувате. Ако вие го доставувате, колку тоа ќе го кошта, ако е во Македонија, ако не е во Македонија. Во Craft Art for You тоа е направено по региони. Например, за Скопје без пари за испорака, надвор од Скопје 100 денари, за во регионот е 10 евра, за Европа е друга цена, така натаму. И таа директно се калкулира во моментот кога ќе се плати. Дали тоа беше прашањето? Да, во ред. Би ве замолил на четот да ги ставите и линковите од BitDigitalize Craft Art, кој беше таму другиот за... Добро, во Да ги право гледаме да може да ги запишеме така. Во право си те разбирам. Само да го земам и ќе го префрлам. Се надевам не е многу заморно и дека се уште не е многу долго, така, пред да поминеме на последниот дел. Значи, да ве подсетам што направивме до сега. Значи, прво, што може да се префрли во работењето, се фокусиравме за сега делот на Христо, не се слушаш. Не се слушаш, го изгуби звукот. Слушам. Кажете нешто. Сега викам дали ме слушате. Не ти е добро звукот нешто. Се слуша, ама не е као претходно. Само секунда, тогаш. Добро. Зборете малку небе се да видиме. Воопшто не ме слушате повторно? Не, добро е, во ред. Се врати истото, ве така? Да. Застанавме на тоа дека сакате и за Craft Art да ви го пратам линкот, така? Да, линковите од тие работи што ги представуваше за полесно да ги
Оти работиме и од телефони малку потешки се видеат. Дали сега го видовте ова? И на крај на Facebook само напишете Bit Digitalize и ќе ви се покаже страната каде што ви ги покажував видеата. А кај Bit Digitalize ќе одите во продавниците, креација и ќе го најдете прирачникот. Дали има други прашања? Не. Ало, Ристо? Да? Се слушам на телефон со Маријан Арсов, не може да се уклучи у разговора, а сака да праша Добро, нешто. изгледа е покасно вклучен, сега ќе видам дали има некој... Жаки, нека напише у порака. Не, како се вика, кажи ми само? Маријан Арсов. Маријан Арсов. Па не го гледам во присутни. Да, извини. Има и Марија Кочовска, Златко, Анастасија. Океј, сега може. Сега можеш, така? Да, едно прашање околу даноците. Да ги поздравам сите колеги, едно прашање околу персоналниот данок. Повели? Грото од Пробиштип што сме, колеги, познаваме се, и Благој и другите, сме земјоделски производители. Добро. Ние на финалните земјоделски производи при продажба плаќаме данок, меѓутоа сме ослободени од одредени давачки, да речеме. Реално испаѓа 2% данок, не 10%. Дали тука упаѓаме ние го плаќаме на примерни производители сме, и како примерни производител приходи од дополнителна дејност, тоа е земјоделска дејност. Тоа е 20%, меѓутоа на тие 20% сме ослободени 80%, односно реално излава на сума 2% на крај на производот. По наши сметки. Маријан, ќе морам да кошта 100 денара. Значи, као земјоделски производители сигурно е тоа. Значи, имаме само 2% данок. Прашањето до тебе е следново. Дали ти го плаќаш или стварна договор? Значи, дали ја ќе го платам или купувачот? Данокот е 2%. Ако купувачот го плати, он исто 2% е? Вака сега. Значи, ја продавам производ од 100 денара, зборам, карикирам. На тие 100 денара, добивам 100 денара на сметка пари. За мој земјоделски производ као примерен производител, не трговец на земјоделски производи. Ја на тие 100 денара се обврзан 2% да платам данок на државата. На добијаниот приход од продажба на примерни земјоделски производи. Малку не разбирам се, тоа е данок на приход или ДДВ? Вкупниот данок, што ДДВ нема, си е друго. Значи, ние продавам 1 тон пшеница, зборам на памет, 1 тон мед или било што, према било која фирма или према физичко лице или било што. Кога ќе ми легнат пари на трансакцијска сметка, према УЕП се обврзан, 2% да платам од таа сума. Ништо повеќе. Добро. Као примерен производител. Сега, утре ние би понудиле мед, зборам, од нашиот сектор. Да. Значи, и сега го продавам медот на одредени фирми, на кои исто го плаќам данок од 2%. Значи, клучното прашање е друго, а тоа е, ако сега и оној друг што, да кажеме, купувачот има можност да го плати тоа само 2%, тогаш и овде ќе биде можност, бидејќи тоа значи правно лице кој купува од вас да го плати само 2%. Ние на парите, на приходот плаќаме 2%, значи на добиените средства за продаден земјоделски производ. Тоа е тоа. Значи ја би у наводници кога ќе би го ставил производот на страната, на веб страната,
и се продава, не е битно на било кој, ја на тие 500 денара треба да платам 2% данок према државата. А вака 10, така? Вака 12 испаја. Зашто? Па 2% ќе му земат на крај од годишната пријава. На остварен приход на трансакцијска сметка. Види, а 10% према вас. Да, ама ова ако платиш данок, ти си регистриран како индивидуален земјоделски производител. Не. Се дополнителна дејност, да. Регистрираните се ослободени до 300.000 денари ако направат на сметка, не плаќат ништо, над 300.000 денари тоа плаќат. Меѓутоа да не улаваме во детали, треба да го разработиме во да идеме со работилници, иначе прашањето ми беше околу проценто и Благој што го спомна. Значи, кога ќе добиеме на сметка било кога продажба, према УВП законски сме обврзани да платиме 2% дополнителен приход од земјоделска дејност, примарни производители. Те разбирам, меѓутоа јас можам само да кажам една работа. Користете ја варијантата на Bit Digitalize, назначете дека само плаќање или преку банкарска сметка или по испорака на вас, а не преку платформата. Ме разбирате? Да се заобиколи платформата, вие директно да си го решите тоа со купувачот. Да. Затоа што ова другото треба да се провери и да видиме како тоа е завршено. Дали иста е цената на данокот на правно лице и физичко лице? Ова не го разбирам во прашање. Иван Вангелов. Тоа е исто Маријан што прашува принцип. А истото, добро? Нема ништо дополнително, така? Така, затоа што ние сме физички лица, не сме регистрирани земјоделци, туку сме дополнителна дејност. Аха. И значи исто саку принцип да го прашат. Те разбирам. Тогаш тоа би било одговорот, меѓутоа јас морам да консултирам финансии, али јас знаејќи ги овие работи, на Bit Digitalize не е плаќање исклучиво со кредитна картичка, туку да може да биде директен договор помеѓу земјоделецот и тој што купува. Се надевам дека ова е одговор кој што го задоволува тоа што го прашувате. Други прашања имаме? Данок на земјоделски производи е 2%. Благодарам, Гоце. Може сега да продолжиме понатаму, а тоа е прашањето е сега следно. Кој може да ве поддржи за ова? Знаејќи дека ова е работа во кој што ако некаде запад, а нема кому да му се јавиш, да ти помогне, ќе се откажеш од тоа што го работи. За да може тоа да се надмине, јас сакам да ви препорачам уште неколку работи. Петре, оди малку. Валентина, исклучи го звучникот. Песова Валентина, исклучи го звучникот. А слушајме, важи? Да видам? Или јас да ја исклучам? Одлично, во ред. Значи, сакам да ви презентирам една платформа сосема друга, која што е поврзана со поддршка за тие што би сакале да прават нешто во делот на дигитализацијата. Сега ќе направам share screen. Ова е од пред месец дена и тоа е за земјоделци, индивидуални земјоделци, за микрофирми и за мали фирми. На што би укажал на две работи. Значи, може да се добие поддршка, некој да ве води во уредување на продавницата, во производите, да ви помага во тој дел, да стигнете до производители и современо да ви помогне да почнете со продавање. Но многу повеќе би се задржал на овој вториот дел, поддршка, каде што, ако го посетите овој дел, ќе ви го пратам и овој линк, се кажуваат работите од аспект на кој нуди
кредити, државни програми и истовремено она што го нудат меѓународните организации. Сега, бидејќи ви го пратив како линк, би направил повторно share screen. Значи, првиот дел е финансиска поддршка од банки и други институции, кредити и трајни обртни средства, кредити за основни средства, истовремено поддршка од владата и органи во составот на владата. Овде е програма за конкурентност, ФИТР, предприемништво, вработување, финансии, поддршка на мали и средни предпријатија како посебни мерки и индустријска политика. Овде само не е ставено делот на она што се нуди за земјоделието преку ИПАРД програмата и преку рурален развој. Едно прашање до вас кратко, дали досега некој има користено средства од ИПАРД или од програмата за рурален развој? Да. Да. Сигурно ви помогна Жаклина и во поднесувањето на... Да. Значи, тоа го знаете. Добро, Маријан, Ами, сам. Како? Што? Сами. Вежбаме. Баш ми мило, супер. Значи, се учи. Да, од ИПАРД има доста. Она што сакав да ви го кажам во тој дел што е поврзан со вас, се две работи за денеска. А првата е дека многу ќе се стави фокус следната година на така наречени лагови, локални акциони групи. И добар дел од средствата ќе се пласираат до земјоделцето преку нив. Односно, лидер програмата, врз основа на кој што се формирани овие лагови, како основна цел има на ниво на локални акциони групи да се направи механизам кој што ќе ги поддржува индивидуалните земјоделци. Зошто? Затоа што другата поддршка бара време, знаење и така натаму и така натаму. Сами знаеме дека многу потешко е кога индивидуален производител тоа ќе го направи. Затоа, доколку постојат такви организации, институции, тогаш би требало да се обедините да видите како би аплицирале на програмата за оваа година. До сега поголем дел беше финансирано од програмата за рурален развој, меѓутоа од следната година ќе бидат ставени средства и во програмата ИПАРД. Јас веќе знам одредени проекти кои ги се финансирани преку USAID во делот на Малеш, тој дел, каде што ќе има субгрантирање на индивидуални земјоделци во делот на органско производство. Значи, за потреби на земјоделци, дали е механизација, дали е за обртни средства, дали е за купување на нешто што е во текот на работењето, да биде како резултат на регрантирање. Една организација повеќе вична во правење проекти, во извештајност и вична да ги подели тие средства на индивидуални производители, ќе може да аплицира да повлече. Тоа беше првата информација, а втората информација е дека многу ќе се форсираат во следната година така наречени задруги, посебно во делот на овошје и во делот на зеленчук. Не знам колку тоа ќе се однесува за мед и медопроизводители, меѓутоа во секој случај во теке Јасминка е председател на лагот. Честито, тука да не. Не ја гледам, добро. Во секој случај ја знаеш, благо е да точно, она е и она веќе можеш со неа да контактираш, знам дека тоа го прават. И истовремено она што го видов, они ми ја прати нивната стратегија, она што го видов дека исто така ставале како цел, задача да се помогне на земјоделците во стекнување на дигитални вештини. Лагот е Брегалница и е за 6 општини. Во ред, благо е. Во секој случај, штом го имате како
организација, тоа треба да малку и околу него размислите да може да повлечете средства за поддршка на индивидуалните земјоделци. Значи, тие се двете клучни работи што во ова наредна година, покрај постојните програми, не мислам дека нема, ќе постојат истите, ако сте планирале да аплицирате, направете го тоа, но во секој случај, она што го кажувам како насока е ова, ќе се форсираат тие две работи и оние луѓе со кои што јас комуницирам, им го кажувам следното. Треба на делот на регионите да се гради капацитет од аспект да се мобилизираат средства и да се распределуваат средства. За сега најголем дел од организациите користеа средства врз основа на проекти за да одработат нешто. Јас имав искуство и со регрантирање на еден проект, кој што е навистина сосема друг тип на способности и сосема друг тип на процедури за да се работи и да се менаџира, но вреди да се почне затоа што тие организации од овој тип како што се лаговите, ви кажувам во Лидер, се формирани не они да ја работат работата, туку врз основа на собирање и интегрирање на проекти да можат да повлечат средства од европските фондови или од државата и после они да служат како регрантисти да стигнат парите до индивидуалните земјоделци. Зошто? Затоа што многу се ограничува поддршката на приватниот сектор и на приватни лица од порано. И второто е како задруги, од прилика ќе бидат направени, мислам, 2 или 3 модели, поедноставен и поразвиен модел, за оние што ќе сакаат да функционираат во дел на задруги, да можат исто така да повлекуваат средства. Не знам дали постојат таков тип на задруги, затоа што и сега, преку програмата за рурален развој, се финансира вработените во таквите задруги, им се дава помошти за канцеларија, да функционираат како институција, односно како фирма и така натаму. Значи, тие се двете работи што сакав да ги кажам, платформата Biz for All и она што е дел од програмата на Министерството за земјоделие за наредниот период, односно како насоки во делот на земјоделие што се форсираат од политиките за земјоделие. И последното, само реклама, а тоа е креација веб страната, каде што се тоа интегрирано с проектите што досега сме ги воделе. Дали се гледа? Значи, помоштите или начинот на кој што се поддржуваат од индивидуални производители до средни фирми, кои продукти ги нуди организацијата и во третиот дел проектите што се во тек од Хоризонт. Ова е делот каде што ви го прикажав Craft Art for You и проектот Be Digitalized, овие се сите што се во тек и што завршува, а овие се веќе што поминаа. Зашто ова сакав да ви го покажам? Затоа што кај Be Digitalized на едно место е прикажано што се нуди како ресурси за да се помогне на микро и мали фирми за да стекнат дигитални вештини или да се оспособат да префалат дел од работењето на интернет, а во вториот дел се едукацијата, она што би можело да им помогне да ги стекнат тие вештини на поедноставен и побрз начин. Тие беа 3 прашање кои што сакавме да ги покриеме во овој прв вебинар и како што беше ветено, да тоа трае помалку, сат и пол, и да има можност секој да постави прашање на темата што ја разработиме.
Што би можело да кажете на крајот од овој семинар? Ќе ви кажам кога нема да има прашање. Ако има прашање, повелете. А исто коментари, не мора да бидат само прашање да јас одговарам, него и да споделиме некој искуство, некој што знае нешто да каже, исто така би било корисно. Мисли се слушаме или не? Да не заспавме сите? Не. А? Жаклина? Сега креативно прашање. Кажи. Креација ОРГ е ваша страна за помош на првите две страни, така ли? На креативно. Да, убаво си разбрал, така е. Добро. И треба веб страната да ја напишам или не, или ја запишам? Креација Не, ОРГ, видов, уред. Други прашања? Јас заборавив Да пробаме да направиме нешто. Да? Пробаме да направиме производ на продавницата, па ќе видиме. Аха, значи да ги направиме следните чекови, така? Сами да. Може ли да ми дадете некој фидбек, дали ова ве мотивира нешто да направите или не? Малку и вие ме... Рисла, јас веќе имам една идеја, ама тоа ќе треба малку да го сожвакам. Се што има продажба од зрновци да биде како под една заедничка продавница, па подпродавници, можно ли е тоа или не? Да, може. Не може подпродавници, може само производите да се знаат кој производ чие. Тоа значи група на продавници под зрновци. Не, тоа е тешко. Тоа не може. Да. Може само една продавница во која што ќе има од сите производи ставено. Во ред. На самиот производ Благој ќе има. На самиот производ може да има, нели, таму нагласено од кој е производител? Да, во самиот производ може да се нагласи кој е производител. Од аспект Благој е тоа што мислиш дека технички не се сите во состојба да ја водат продавницата или што? Па и тоа да менаџират, сигурно Благој тоа мислеше. Да, знам дека тоа е тежок момент. Проблемот со имање на продавница е негативниот фидбек. Значи јас ако ставам, продавам мед, карикирам. Да? И сега, например, ако ми се јави мен некој и ми бара 100 кила, или ми бара мета, ја не можам да му го доставам, негативни референци се прават. И тука луѓето треба да бидат внимателни пред да отворат и стават производ на продавница, треба да бидат 100% сигурни дека можат да испорачат квалитетен и на време производ. Иначе се стекнува негативна реклама. Ние тоа во туризмот го имавме како добро научена лекција. Добро. Во ред, имаме време, Благој утре и до следната сабота да дефинираме. Едно прашање. Во една продавница колку производи максимум може да има? Колку сакаш? Од прилика до 50 може да ставиш. Може да подаш. Гоце, дали тоа беше прашање? Да, одлично. Други заинтересирани за дискусија? Нема, тогаш да привршуваме со поздрав, бидејќи утре пак треба да се видиме. Повери Иван. Како физичко лице, ние сме земјоделска задруга од Богданци, дали како правно лице, не како физичко лице, може да ги ставиме нашите производи на таа продавница, ама како правно лице? Да, скоро сите овде што ви ги покажав на Bit Digital Eye се правни лица. Значи може слободно. Слободно може. Ти регистрираш или не? Да, регистрирав, ама како физичко лице. Значи земјоделец си, така? И земјоделие работам и сум управител на задругата. Не е страшно, и основач на Лагот. Бојмија. Задругата е... Да, Лак Бојмија,
Тоа е Валандо Богданци Доеран Гевгелија. Ние сме основачи на тој лак. Во ред, ама регистриран, така? Да. Регистриран. Лично мислам, не е никаков проблем да се отвориш, ако веќе отвори поединец, да отвориш и за фирмата. Да. Имаме производи, имаме ние доста земјоделски производи и други производи, така да ќе креираме. Ќе отвориме продавница. Супер. Фала. Сега, ако дојдовме до крајот на ова што го збориме денеска, јас само би направил едно резиме на сето ова, дека во суштина одлуката за да се почне со префрлање на работењето на интернет започнува со тоа што сега го работите. Колкав дел сака да префрлите и второ, да сепак префрлањето почне од крајот, односно да имате продажно место на интернет, ваше. Втората работа е, можете повторно да ги погледате алатките, бидејќи ова видео ќе биде ставено на YouTube, ќе биде испорачано на Жаклина и Благоја, да уште еднаш видите како тие да ги освоите, да ги користите побрзо и пред се платформата Be Digitalize. И трето, размислете според тоа што го работите, колку време може да издвоите за овие вештини, дали би користеле или сакате да користите од оваа помош што ви кажав како Biz for All или од наша помош као креација да побрзо и поедноставно го направите тој инструмент за интернет продавници. Со тоа што јас би ви го кажал, тоа што на повеќе мали предпријатија им го спомнав, а е следново. Ова гледате го како еден продажен канал. Или да продавам и на Зелен пазар, и во Колонијал продавници, и во Рамстор, и во Веро. Значи, што повеќе продажни канали, толку е поголема веројатноста и да продадете. Заради тоа, не правете состојба дали вака, дали онак. Она што е ваше секојдневно работење и продавање е една работа, меѓутоа сигурно дека одреден процент може да префрлите да оди и преку други продажни канали. Во овој случај тоа е преку електронска продавница. Сега има прашање, дали може да биде за повеќе услуги како продажба на сточна храна, продажба на земјоделски производи и дали може и продажбата на незаштитени производи како домашна ракија. Првото и второто прашање да, бидејќи тоа претпоставуваме сточна храна, меѓутоа ова за домашна ракија препорачувам да ги префрлите, да кажете за домашна ракија контактирајте на Facebook и тоа правите ги преку Facebook, за да не ми направите мене проблем како платформа. Дали сте задоволни со одговор? Рито, јас би сакала да те прашам нешто. Кажи. Дали ме слушаш? Да. Многу внимателно те слушам и тебе и сите учесници, многу интересни прашања, имаш многу интересни учесници, така да сигурно си инспириран и за утрешниот настан. Она што сакав да те прашам е проектот биде дигитализиран. Колку тој проект е само одржлив, например, повеќето од учесниците може да го користат за да се регистрираат и да почнат со продажба. Мене ми интересира, бидејќи е бесплатно, нели, поддршката и така натаму. Што се случува кога проектот ќе заврши? Дали таа платформа е само одржлива? Да може да се користи и 3 години, 4 и така? Па, да бидеме по-конкретни, значи тоа е инвестиција на креација, например, Craft Art for You заврши. И трошоците за неа се хостирањето и повремено ако треба нешто да се апдейтира. И тој трошок го презема креација. Иако се уште не дошло до ниво, има продажба таму, меѓутоа не дошло до ниво да ги покрива трошоците. Како ќе се развива понатаму е да се вклучат и луѓе кои што тоа ќе го работат, меѓутоа за сега одиме чекор по чекор. Со еден збор,
одржливоста е на грбот на организацијата што ја водам. И мислам, мојата идеја е малку поголема од ова што сега го збориме. Не знам дали колку треба да е тоа презентирам, меѓутоа суштината е да се тоа стане една платформа регионална каде што на едно место ќе се среќаваат од Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Босна, каде што буквално ќе се случи размена помеѓу тие што имат продавници и заедно ќе привлекуваат луѓе, каде што со една единствена цел, засега, например, на Craft Art стигнавме месечно и до 3000 посети. Значи да дојдат да гледат што се случува. Како споредба да ви кажам, во City Mall, да кажеме, сабота и недела поминуваат 60.000 луѓе. Пред ковидот, сега не знам колку. Значи со еден збор да се префрли еден дел на вниманието на луѓето на една виртуелна продавница, каде што јас сакам од Македонија да најмалку 1000 луѓе се префрлат таму, меѓу себе комуницираат, разменуваат мислење, а штом се дружат, ќе има и бизнис. Тоа прашање е важно, но според трошоците за одржување се навистина минимални и тоа не е прв приоритет на проектот и на организацијата. Не знам дали тоа беше прашањето. Ама имаш представа, можеш сама да пресметаш колку што значи една година тестирање и така натаму. Не е голем трошок. Разбрав и можем. И се уште и можем да предпоставам, значи, и можем да предпоставам кои се твоите идни планови во врска со тоа, веќе мислам дека и тоа го разбрав. Ти благодарам многу. Фала, Slađana. Може да си кажеме чао. Благоје, Жаклина. Може. Благодарност многу и се слушаме и гледаме утре. Да. Поздрав до сите учесници и значи утре во истото време. Така е. Ние денеска направивме каде ќе се среќаваме, утре ќе разговараме за да купиш и да продадеш. Тоа е темата ако се сеќавате. Така? И без замолил сите што се заинтересирани за утре, го имат линкот исто на Facebook да направат регистрација. Поздрав и се гледаме до утре. Поздрав на сите, се најдобро. Чао, чао.